која што заслужува внимание. Малолетничкиот криминал. Како институциите се справуваат со него, што се прави, какви се податоците на ниво на секако на државата, односно на територијата на Република Македонија. По тој повод, односно за овие прашања, но и за многу други, наши вечерашни гости се судијата господин Лазар Нанев и госпоѓа Цена Чаловска, поранешен, односно веќе пензиониран полициски советник при Министерството за внатрешни работи. Она што е најпрво добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро вечер и од мене. Така, она што е заедничко за вас двајца и поводот, нели конкретно за темава, дека сте двајцата членови на формираното национално координативно тело за спречување, односно за заштита на децата од злоупотреби. Па ајде најпрво да започнеме со тоа. Телото чином беше формирано во 2017 година, ако не се лажам. Какви се вашите досегашни искуства во овој однос? Дали доволно се бориме, односно справуваме со заштитата на децата од злоупотреби? Добро, значи, она што го најавивте во почетокот, Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреби и занемарување, или генерално како што милуваме да кажеме за заштита на децата од сите видови на насилство, од кривично дело или други видови состојби на насилство кои што се појавуваат, се формира во текот на 2017 година. Се работи за владено тело, значи Национално координативно тело, со кој што председава министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Во Националното координативно тело членуваат представници од сите надлежни министерства. Тука ќе ги спомнам Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, образование, судовите, јавните обвинителства. Меѓутоа членуваат и представници на невладините организации кои што работат на полето на заштитата на правата на децата, значи во системот на правда за децата, како и други релевантни правни субјекти, односно национални експерти, се разбира, членуваат и представниците на канцеларијата на УНИЦЕФ, кој што ја дава сесразната поддршка во делот на формирањето на ова тела. Една од основните цели на ова координативно национално тело е токму да работи на полето на детектирање на сите состојби кои што се однесуваат на проблемот со децата жртви во делот на остварувањето на нивните права, и во ова прилика би сакал да напоменем дека од моментот на формирањето на телото, благодарение на канцеларијата на УНИЦЕФ овде во Република Македонија и се разбира со финансиска поддршка на Европската унија, ние веднаш се зафативме со сериозна работа по формирањето. Една од основните активности ни беше токму креирањето на индикаторите за состојбата со децата жртви за 2017 година. Тоа е што публикацијата што беше објавена. Така што за прв пат во Република Македонија и за 2017 година го подготвивме првиот национален извештај за состојбата со децата жртви. Што покажува овој извештај? Ние имавме прилика да видиме дел секако конципирајќи ги прашањата, меѓутоа како стоиме со бројките? Различни сегменти беа офатени во однос нели на работата на Министерството за внатрешни работи, здравствената заштита, меѓутоа еве генерално има ли подобрување во овој однос, што е всушност и главната цел на националното тело? Прво да ви се заблагодарам за поканата и за гостувањето во оваа емисија, особено што во емисијата ќе зборуваме за една тема за која што и вие кажавте дека е премногу осетлива, премногу специфична и премногу тешка тема, особено ако говориме од аспект на жртвите на злоупотреба. Пред секога станува збор за деца жртви на овој вид на злоупотреба или на сите видови генерално на злоупотреба. Го напоменавме, нели, Националното координативно тело, не би се задржувале с повеќе, меѓутоа, она што го напомена и судијата Нанев, значи ова е еден прв обид и тоа мора да се има во предвид, тој факт дека е прв обид да се собираат вакви податоци согласно индикаторите кои што беа креирани, и ние можеби би било подобро да зборуваме за креирањето на индикаторите и за тоа што всушност значат индикаторите, отколку да навлегуваме нели во податоците. Податоците покажуваат одредена бројка, меѓутоа неблагодарно е да се зборува, бидејќи сега не можеме ние да правиме споредба со претходните години како била состојбата со децата жртви, зборувам од аспект сега нели изразени тие низ бројка,
каква била состојбата минатата или предминатата година и каква ќе биде состојбата во 2018 година. Значи, во извештајот се наведени сите тие податоци, можеби во заклучоците таму стои дека генерално и машките и женските деца се изложени на насилство, некаде отскокнуваат во одредени кривични дела женските деца, некаде се машките, и оно што е карактеристично е тоа дека најзагрозена категорија на деца се оние до 14 години. Значи, и согласно податоците, да речеме, како илустрација би навела дека станува збор за кривични дела кои што се однесуваат од глава 19 и глава 20, каде што најзастапено е кривичното дело полов напад врз дете и кривичното дело за пуштање и малтретирање на малолетно лице, односно дете. Значи, тоа се вака некои бројки кои што би сакала да ги истакнам. Инаку реков, неблагодарно е да се зборува, затоа што ова што го кажа, пак ќе повторам, судијата Нанев, е прв обид да се направи ваков извештај, меѓутоа не само на нашиве простори, него и во поблиското обкружување. Ни една држава досега не сме виделе, значи, да има еден ваков извештај врз основа на тие креирани индикатори. Значи, да, направивме еден обид да се креира една нацрт верзија, па целиот тој процес како течеше, бидејќи не беше тоа едноставно и не беше лесно да се направи се тоа што се направи. И мора да бидеме задоволни со она што го направивме како финален продукт, а тоа е годишниот извештај. Сега, за да зборуваме за бројките, можеби ќе биде убаво да се следи состојбата согласно овие индикатори за наредните, да речеме, 3, 4 или 5 години, па за да можеме да правиме некоја си паралела. Мене логично би се поставува прашањето, ако се формира сега национално координативно тело токму од вакови, тоа што значи? Напоменавте и вие, господин Нанев, дека се работи за интерсекторски проблем, кој што мора да се адресира од повеќе министерства, дека Македонија претходно немаше стратегија за деца жртви на било какво насилство, дали е тоа емоционална злоупотреба на трудот, семејно насилство? Не, значи ние со формирањето на ова национално координативно тело и со изработката на 43 индикатори всушност воспоставуваме еден организиран систем на делување на сите надлежни институции. Значи, за прв пат креираме 43 индикатори каде што се офатени со собирање на податоци од 222 институции. Тоа ќе се сложите изворена огромна бројка на институции кои што во Република Македонија изминатите 2 години има оврска да достава статистички податоци по однос на состојбата со децата кои што се жртви во системот. Морам да напоменам, значи станува збор за институции, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование, Министерството за здравство, за прв пат се детектира, односно се влегува во системот на заштита на децата жртви, овде Министерството за труд и социјална политика, понатаму сите судови и сите јавни обвинителства. Ти имаат оврска да достава статистички податоци. Преку овие статистички податоци се воспоставува еден систем, односно се детектираат сите предности и слабостите на системот. Како функционира, како се справува системот со оваа категорија, кои се недостатоците и на овој начин врз основа на вкрстување на овие податоци, врз основа на аналитичката анализа која што се прави од аспект на квантитетот и квалитетот на собраните податоци, понатаму неопходно е потребно да видиме дали институциите во државата функционираат, дали ги применуваат законите, дали не ги применуваат, дали имаме недостаток на човечки ресурси, материјални ресурси и така натаму, и врз основа на овие податоци државата да изгради јавни политики кои што понатаму јавни политики ќе е подобро од вкупната состојба на децата жртви. Зошто го говорам ова? Во Законот за правда за децата, каде што исто така Република Македонија е водечка земја во регионот, ние имаме многу напредни решенија затоа што станува збор за една успешна хармонизација на нашето со европското законодавство, каде што имаме посебна глава која што се однесува на примена на посебни мерки на процесна заштита на детето. Понатаму примената на посебните простории, испитувањето на детето. Значи станува збор за еден сет на правни прашања кои што се превземени од Конвенцијата за правата на детето. Преку креирањето на овие индикатори ние всушност сакаме да добиеме одговор на прашањето како се имплементира нашето домашно законодавство, односно како институциите се справуваат со овој проблем. Ева, ако ми дозволите, значи да не останеме кратки, за тоа треба граѓаните или слушателите да знаат, бидејќи напоменавте дали досега немало стратегија. Ние сега зборуваме од аспект, значи, на децата жртви. Во Република Македонија од 2012 до 2020, значи има национална стратегија
стратегија која што се однесува на појавата со детско престапништво. Има формирано исто така државен совет за превенција од детско престапништво. И во овој совет се собираат уназад години, значи податоци согласно креирани индикатори, вкупно се сега 32 индикатори, меѓутоа тие се однесуваат на целокупната состојба со децата и детското престапништво на ниво на држава. Значи од таму се собираат податоци од различни институции и таму се прават извештаи, може и да се провери тоа на веб страната на Државниот совет за превенција од детско престапништво. Значи функционира и постои таква национална стратегија. Се работат годишни програми од страна на Советот, а исто така и се работи по оперативен план, се што е предвидено во националната стратегија да се имплементира. Значи тоа е една малку поширока тема, исто се однесува на децата и е согласно Законот за правда за децата, но реков таму се опатени сите категории на деца. Деца во ризик, деца жртви, деца сторители на кривични дела, деца сторители на прекршок и се што е поврзано со деца. А овде сме насочени, значи, на ова национално координативно тело, затоа и самиот назив е за злоупотреба и заштита на децата. Значи се однесува исклучиво на децата жртви. За да направиме некоја разлика, чисто како правам една споредба, сега една паралела. Може во некоја друга емисија и за Државниот совет. Да, ова е доста широка тема во секој случај, треба многу време сите аспекти да се офатат. Она што ми е следно прашање, споменавте дека согласно заклучоците, објавени секако и во публикацијата, можеби најризична категорија се децата до 14 години. Тоа е мерено исто така во рамки на, да речеме, насилство или злоупотреби во училиштата, или севкупно пријавувано и случаи во Министерството за внатрешни работи, можеби од болниците. Како всушност дојдовте до овој заклучок? Значи, реков на почетокот, креирани се 43 индикатори. Секоја институција, секоја област има креирано собствени индикатори кои што ја следат оваа состојба во соодветната институција. Првиот и основниот индикатор е состојбата со децата жртви. Генерално, општи генерална, тоа е статистичка бројка. Жртви на било каква злоупотреба, на било какво насилство кое што е резултат на преземање на одредено кривично дело. Значи станува збор за одредено кривично дело и затоа е направена одредена селекција, ќе видите во извештајот, сите оние кривични дела каде што имаме статус на жртва. Бидејќи знаете, кривичниот закон е голем, со голем број на членови, меѓутоа ние одеме да направиме една јасна дистинкција кои се оние кривични дела, односно преку кои законски битија на кривичните дела се остварува статусот на дете жртва и затоа направивме разлика во она што го кажа и колешката Цена, најголемиот број се јавуваат нели во делот на главата кривични дела против половата слобода и половиот морал и така натаму. Меѓутоа, при креирањето на првиот индикатор кој што е генерален индикатор за деца жртви, имаме добиено различна бројка. Меѓутоа исто така поединечно за секоја институција водевме сметка и по делот на возрастните категории, па ги поделивме според светските стандарди, односно тоа се стандарди на Обединетите нации, бидејќи ние ја прифативме несовремената методологија, тие се од 0 до 5 години, па од 6 до 10, од 11 до 14, 15, 16 и 17, 18 години. Значи тоа се 5 категории во кои што се собира статистичките податоци и ги имаме поделено, значи направена е поделба во секоја институција. Овие бројки и по однос на статистичките податоци за децата жртви и по однос на старосната категорија се различни во зависност од самата институција, што е сосема нормално, бидејќи секоја институција има своји надлежности кои што произлегуваат од самите закони за кои што тие се надлежни. Ние најчесто говориме за имплементација на Законот за правда за децата. Еве јас би рекол од аспект на онаа состојба која што имаме во судството и во јавното обвинителство, најзастапена и односно најголема е бројката на деца жртви до 14 годишна возраст, каде што покрај ова статистичка бројка ќе забележите дека бројот на жртвите деца е статистички најголем кај јавните обвинителства. За сметка на сите други останати институции, веднаш се поставува прашањето зошто е така. Затоа што училиштата,
центрите за социјална работа, полицијата и сите останати субјекти ги преваруваат најмногу сите овие кривични дела пред јавното обвинителство, меѓутоа во јавното обвинителство исто така се пренесуваат голем број на предмети од претходните години и затоа имаме статистички најголема бројка, не дека нели ова бројка на вистина отскокнува до на стандардот. А има ли ревизија по колку од тие случаи било работено, а колку останале во фиока некаде? Не, кога се работи за состојба на деца жртва, сите предмети согласно Закон за правда за децата се од витен карактер. Значи, итно судовите мора да постапуваат и тоа доколку се работи дека мора, да, велам да работат, меѓутоа анализите покажуваат дека имаме исклучителна ефикасност и ажурност на јавното обвинителство и судовите, да не говорам за центрите за социјалната работа и полицијата, каде што би рекол во рок од 24 часа апсолутно се процесуира целиот овој случај. И во зависност од тоа дали се работи за полнолетен или малолетен сторител на кривичното дело, се преземаат соодветните мерки, бидејќи кога говориме ние за малолетен сторител, всушност оперираме со правната терминологија за дете во судир со законот, за да биде нели појасно на гледачите, значи сите оние деца кои што доаѓаат во судир со закон, во такви ситуации тогаш постапуваат судовите со проширена надлежност, каде што судијата за деца ја презема целокупната постапка и носи соодветна одлука. Кога имаме полнолетен сторител, во такви ситуации сите судови во државата се надлежни да постапуваат и да носат соодветни одлуки. И тука нели многу важно е прашањето за видот, висината на кривичните санкции кои што се носат од страна и учеството на полнолетните случаи. Статистиките овде покажа дека имаме една релативна бројка на учество на полнолетни сторители на кривични дела, но од делот на она што би рекол за мене загрижува е во делот на видот на санкциите, 81% од изречените санкции се алтернативни, додека останатиот процент отпаѓа на парични казни и на ефективни казни затвор. Тоа е поразително, би рекол, за судскиот совет. Сакате да кажете дека треба да е малку поригорозно во овој однос? Апсолутно. Апсолутно, затоа што станува збор за исклучително кривични дела, бидејќи станува збор за еден посебен статус каде што имаме деца жртви и мислам дека во овој случај судовите во Република Македонија промовираат една преблага казнена политика. Таквата казнена политика не може да доведе до превенирање ниту на генерална, ниту специјална превенција. Да, пред крај, факт е дека исто така горливо прашање, односно горлив проблем е со злоупотребата на трудот на децата, односно и експлоатација и питачењето. Како се справуваме, како стоиме на ова ниво? Факт е дека и често и на социјалните мрежи може да се забележат гласни реакции во овој однос. Правиме ли доволно? Па колку и да правиме, јас мислам дека никогаш не е доволно, значи секогаш може повеќе. Штом се уште ги имаме децата на улица, значи не сме направиле доволно или не сме направиле добро нешто за да ги тргнеме децата. Се моето видување за конкретно за експлоатацијата на детскиот труд е дека треба системско решение. Значи тука е многу битно пред се превенцијата, сиромаштијата, значи ако ние имаме здрави семејства, образованието, вклучувајќи го тука, ако децата посетуваат образование, ако семејствата се здрави, сигурно нема тие деца да ги имаме на улица. Меѓутоа, она што се прави сега од страна на институциите, значи најчесто се прават некои планови, програми за отстранување на децата од улица, има неколку центри, дневни центри за деца на улица, каде што кога ќе се соберат од улиците, децата се носат во тие центри, меѓутоа тоа е краткотрајно, значи временски, тие повторно се враќаат. Денес ги носат, утре се враќаат на улица. Главно плановите се во соработка со Министерството за труд и социјална политика, односно центрите за социјална работа на локално ниво, нели, и регионално, и Министерството за внатрешни работи. Тоа се некои заеднички акции кои што се прават за да се отстранат децата, меѓутоа реков поради причините и неможноста да се изнеди некое системско решение за оваа проблематика, децата се уште на улица и секако дека треба да се направи повеќе. Но она што е особено важно, значи или она што понатаму во системот се прави, од страна на Министерството за внатрешни работи, овде во центарот се тоа како деца за ризик. Министерството за внатрешни работи, доколку забележи деца на улица, бидејќи против нив не може да поднесе кривична пријава, ако се докаже дека родителот е тој кој што го испраќа детето, тогаш се поднесуваат кривични пријави, точно по оној член што го напоменавме за пуштање и малтретирање на малолетно лице, бидејќи таму има една одредба во тој член, еден став, односно во членот, каде што вика доколку родителот, старателот или било кое друго лице кое што му е доверено, ја запоставува грижата,
развојот на тоа дете подлежи на одредена санкција. Тоа се прави, меѓутоа пак ќе речам не е доволно и треба да се размислува што е тоа што треба да се направи, а по мене пак се во прв план превентивните програми, превентивните активности, значи ако ги намалиме со одредени превентивни програми сме решиле барем дел од тој проблем. И она што понатаму преостанува вклучувањето во образование, намалување на сиромаштија и така натаму. Да, ќе ми дозволите, бидејќи имаме пракса тука во студиото да анимираме јавноста, има гледач на линија, отворивме ние телефонски линии доколку има некој прашање на темава до вас. Доколку се слушаме, добро вечер, повелете, ќе ве замолам пократко во интерес на времето. Добро вечер. Да, повелете. Прашање за двајцата гости. Во Центарот за социјална работа во Битола има, значи, тенденциозно работење од страна на вработените. Набалете го телевизорот, ве молам господине, бидете побрз, во интерес на времето, немаме многу време. Вака, значи, има многу разведени во социјалното долу, кои се вработени, а вршат насилство, јас за колега го кажувам пример, кои маки мачи со Центарот за социјална работа во Битола, кој тенденциозно го напаѓа него, а вработената што е таму е во право. Добро, меѓутоа јас се извинувам. Ама страдат децата. Имате конкретно прашање во овој однос или тоа е се од вас? Бидејќи за работата на... Да ги запознам и Министерството за вредеше работи и господинот. Во ред, ви благодариме во секој случај. Јас оно што можам да му одговорам на гледачот, бидејќи се работи веќе за возрастни лица, Така, кој добро тоа... разбравме, помеѓу колеги е тука проблемот. Едноставно преку Центар за социјални работи Битола беше споменат, или кој да е центар, значи во Министерството за труд и социјална политика имаат инспекцијски надзор, можат да си го пријават дали ќе одат во однос на представка. Исто така има тука и Завод за социјални дејности кој што врши контрола и надзор на центрите за социјални работи, така да може и представка да се поднесе до народен правобранител. Има механизми од кои што може да се почне, а пред се вработените во центарот треба да го знаат тоа. Така. Мене баш ми е криво оваа тема, има уште многу што да се разговара, особено отворените. Ајде сега имавме време нели да го промовираме барем координативното тело, меѓутоа остануваат отворени прашања за сите оние деца кои што се наоѓаат на улиците, сите оние мали бебиња, народски кажано, во рацете на сите питачи, колку пак тие случаи се испитуваат, бидејќи постојат еден куп шпекулации, колку е организирано се тоа, колку постои синџир. Меѓутоа се надевам дека по овие планови, по оваа стратегија ќе зборуваме за едни подобри бројки, дека таа експлоатација, ако ништо друго, ако не се стопира, барем ќе биде намалена. Али тоа во некоја наредна прилика. Следна прилика се надеваме во отвореното студио 1. Ние ви благодариме за одвоеното време. Секако се обидовме да барем да дадеме одговори на дел од прашањата, а почитувани, јас и колегата Чаловски ќе ви се заблагодариме за вниманието. Со нас се гледате повторно во петок. Следува забавниот дел и возење со Вучиќ. Пријатно.